гледачи на Канал 8, добродојдовте. Привршуваат работите за реконструкција на двата ски лифта на Пониква, за што беа обезбедени 5 милиони денари од државниот буџет. Увид во реконструкцијата направи министерот за локална самоуправа Горан Милевски во придружба на градоначалникот Илиев и представници од Центарот за развој на Источниот плански регион. Обновувањето на двата ски лифта на Пониква со вкупна должина од 692 метра е во завршна фаза. Инсталирани се нови машински и електрични делови, променети се влечните јажиња и котвите, а извршен е ремонт и на моторите. Изведувачот Инокс сервис од Кочани има обврска да ги заврши работите до крајот на овој месец и да обезбеди дозвола за употреба од надлежна институција. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев и представници од Центарот за развој на Источниот плански регион направија увид во реализацијата на проектот за реконструкција на ски лифтовите. Ние заедно со Швајцарската развојна агенција ни е драго што одделивме средства во вредност од 5 милиони денари да се реконструираат и да се стават во функција овие ски лифтови кои што биле пред се заборавени од времето, нефункционални, не биле во функција, и ми е многу задоволство што Источниот плански регион заедно со општина Кочани имаат сенс за туризмот и за развој на регионот и што го аплицирале овој проект до нас за да можеме ние да го исфинансираме. Не треба многу пари за да нештото се стави во функција. Плановите сум воодушевен од идните планови на градоначалникот што сака овој регион да ги избогати, да го прошири, да го зголеми бројот на вакви терени, но и да ги зголеми капацитетите за сместување. Се разбира не стамбени објекти, туку туристички објекти кои што ќе привлекуваат туристи. На истокот ова му фалеше и на вистина и во иднина ние со задоволство ќе ги финансираме овие проекти и се разбира ќе дадеме се што е во наша можност да се искористат и средствата кои што стојат на располагање за меѓугранична соработка, за да се одделат пари и за да се инвестира во овој регион кој што може да донеси многу инвестиции и многу туристи и на тој начин да едноставно цела година Кочани живее од овие туристи. Градоначалникот Илиев нагласи дека покрај реконструкцијата на двата ски лифта, локалната самоуправа на Кочани подготвува и други проекти за унапредување на туризмот на Осогово. Еден краток период успевавме целосно да го реконструираме патниот правец заедно со паркинг просторот и навистина да овозможиме непречено патување на сите љубители на планината. Понатаму, исто така го аплициравме проектот кој е во тек изградба, планински велосипедски патеки, проект со кој што е предвидено изградба на нов планинарски дом со 28 легла и велосипедски патеки од Пониква до Кочани или од Пониква до Кочани во должина од 34 км, нешто со што сметам дека додатно ќе збогатиме туристичката, односно спортската понуда и туристичката понуда на сите љубители и на планинскиот велосипедизам. Понатаму имаме, согледувајќи ги сите проблеми со кои што се соочуваат и стопанствениците, угостителите кои стопанисуваат овде на Пониква, тоа е проблемот со водоснабдувањето. Ние како локална самоуправа издвоивме средства за изградба на брана на Арамиска чешма. Проектот е целосно завршен и аплициран и очекувам дека истиот проект ќе најде на одобрување дали кај владата или кај некој од донаторите, се со цел да го решиме водоснабдувањето на овој дел на Пониква. Илиев додаде дека особено е важно прогласувањето на дел од Осоговските планини за заштитен предел. Тоа треба да овозможи рамнотежа меѓу социоекономскиот развој и заштитата на природата. Инаку, проектот за реконструкција на ски лифтовите се имплементира преку програмата Регионални форми во заедницата, што ја реализира Центарот за развој на Источниот плански регион, а финансиски е поддржана од Министерството за локална самоуправа и од Швајцарската агенција за развој и соработка. Влагата, попуштените кровови и оштетените домови ќе бидат минато за 9 ромски семејства во општина Виница. Денови веќе се вселат во реновираните домови, чија активност е завршена преку проектот обезбедување на пристојни услови за домување за ромската заедница, имплементиран од Ромскиот ресурсен центар и општина Виница. Првите 9 ромски семејства во општина Виница ќе се вселат во нивните домови во сосема поразлични и поквалитетни услови од претходно.
Веќе е поставен ламинат во 9 куќи и овие семејства може да се сместат во нивните домови. Останува да се заврши фасадата од надворешниот дел од куќите, но приоритет беше семејствата да се сместат пред значително да паднат надворешните температури. Семејствата може да кажат збогум на штетните услови за живење, во кои поминаа повеќе од 20 години. Веќе нема кровови кои пропуштаат дождови. Нема страв дали плафонот ќе падне да повреди некоја од децата. Влагата поради која се појавуваа разни болести е минато. Веќе ги нема старите и оштетени прозорци и врати. Овие 9 семејства се дел од скупната бројка на 22 семејства, чии куќи ќе бидат реновирани во општина Виница. Приоритет за реновирање се дава на најзагрозените семејства, вели градоначалникот Ивица Димитров. Покрај овие активности, на почетокот на ноември се очекува да почнат и инфраструктурните активности во ромската населба блок 18 во општина Виница. До крајот на годината предвидено е во ромската населба да започнат и други активности. Изработка и донесување на деталниот урбанистички план за целата ромска населба во општината. Изградба на споредни улици во ромската населба според приоритетите на заедницата. Изведување на фекална канализација во должина од 750 метри. Изградба на потпорни и заштитни ѕидови. Осветлување на неосветлени улици во ромската населба за зголемување на безбедноста на ромската заедница, посебно на децата, и поставување контейнери за соодветно складирање на отпад и подобрување на квалитетот на животната средина во ромската населба во оваа општина. Овие градежни активности се спроведуваат во рамките на проектот обезбедување на пристојни услови за домување за ромската заедница во општината Виница. Проектот го имплементираат Челим од Милано, Италија, Ромскиот ресурсен центар од Скопје и општина Виница, а финансиски е поддржан од Европската унија во сработка со Министерството за труд и социјална политика. Ромскиот ресурсен центар со своите партнери продолжува посветено да работи на решавањето на проблемите на ромската заедница со домувањето и инфраструктурата. Расте бројот на заболени од COVID-19 во државата, а со тоа и во Кочани и Виница. Нови 12 заразени од вирусот бележи Министерството за здравство во последните 24 часа во Кочани. Оздравени се 14 лица, со што вкупната бројка на активни случаи во нашата општина изнесува 199. 12 нови случаи на заразени со COVID-19 во Кочани во последните 24 часа, регистрира Министерството за здравство. Предходниот ден 6 ново заразени, но нови 14 лица се оздравени, информираат од Институтот за јавно здравје. Со новите заразени вкупната бројка на активни случаи во Кочани изнесува 199 лица. Во Виница во последното деноноќие е регистриран е само еден нов случај на заразен од вирусот, а оздравени се 4 лица. Бројот на активни случаи во оваа општина изнесува 43. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени вкупно 2445 тестирања. Регистрирани се 535 нови случаи на COVID-19, најмногу во Скопје 277, Куманово 17, Дебар 7, Штип 22, Прилеп 26, Тетово 18, Струга и Ресен по 8, Велес 10, Битола 13, Охрид и Кавадарци по 4, Гостивар, Валандово и Неготино по 5, Гевгелија 24, Струмица 30, Крима Паланка и Димир Хисар по 2, Радови 6, Кочани 12, Промиштип 3, Македонски Брод, Виница и Делчево по 1, Свети Николе 9 и Кичево 15. Во болнички услови починати се 6 лица. Пациент од Битола, од Куманово, од Прилеп, Свети Николе, Велес и Неготино. Институтот за јавно здравје регистрира 168 оздравени пациенти. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 22.170. Бројката на оздравени пациенти е 16.758. На починати е 815. А во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 4.597.
Инаку, утро во Комисијата за заразни болести со министерот Филипче разговарале за дополнителен пакет рестриктивни мерки, кои по евалуацијата на состојбата во следните денови, доколку има потреба, до владата ќе го предложат во понеделник. Ограничување на капацитетот на луѓе во јавниот превоз до 50%, целосна забрана за секакви настани и крај на работното време на сите економски оператори и субјекти во 23 часот. Пакетот на рестриктивни мерки кој што веќе е предложен до владата е во собраниска процедура и се очекува следната недела собранието да го изгласа: задолжително носење маски на отворено, забрана за групирање после 22 часот и забрана за домашни посети. Доколку продолжи трендот на зголемување на случаите, овој пакет мерки заедно со оној треба да помине во собрание со цел редуцирање на можноста за трансмисија на вирусот. Членовите на граѓанската организација Green ORG преку продажба на ликовни дела и кутии за донации собраа 3200 евра за помош на Симон Тодоров од Кочани, на кого му е диагностициран тумор на крвните садови и итно треба да замине на лекување во Италија. Граѓанската организација Green ORG од Кочани преку продажба на ликовни цртежи и поставување донаторски кутии собраа 3200 евра за помош на 15-годишниот Симон Тодоров од Кочани, зашто упатија благодарност до сите хумани граѓани. Цртежите се продаваа на штанд и беа дел од содржините на овогодишното издание на Драмскиот аматерски фестивал. На Симон Тодоров од Кочани на 15 годишна возраст ненадојно му се појавила болеста тумор на крвните садови. За неговиот здравствен проблем потребна е итна операција во Италија, во болницата Варесе. Затоа ги повикува и замолува сите хумани граѓани и фирми да му помогнат да ги собере паричните средства од 47.500 евра, за да може да замине на операција и да му се радува на животот. Донаторската сметка е во Шпарка се банка. Кампања по повод недела за борба против гладта организира Црвениот крст од 16 до 22 октомври. Во рамките на кампањата се организираат хуманитарни акции за обезбедување донации во парични средства и храна во соработка со стопанските комори во Републикава, подршка на компании и издруженијата на граѓани. 16 октомври во Европската Унија се одбележува Светскиот ден на храната, со цел подобрување на пристапот до храна низ целиот свет. Светскиот ден на храната се одбележува за потсетување дека секој од нас треба да направиме се што е возможно за да го спречиме гладот на повеќе од 1 милиарда луѓе во светот. Статистиката вели дека повеќе од 1 милиарда луѓе ширум светот се недохранети, што е 15% или 1/6 од целото човештво. Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кочани преку проектот Народна кујна во соработка со Министерството за труд и социјална политика секојдневно дели вкупно 58 топли оброци на граѓани од Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци, кои се социјално најзагрозени и немаат средства да си обезбедат ниту еден оброк во текот на денот. Храната се готви и обезбедува во градинките во трите општини. Црвениот крст на Република Северна Македонија по повод неделата на борба против гладта од 16 до 22 октомври организира кампања под мотото "Помислете и на нас". Со кампањата, како и со многу други хуманитарни активности, Црвениот крст дава придонес во севкупните напори кои се превземаат во државата за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост на граѓаните. Во рамките на кампањата се организираат хуманитарни акции за обезбедување донации во парични средства и храна во соработка со стопанските комори во Републикава, во соработка и подршка на компании, здруженијата на граѓани и самите граѓани. Активностите за кампањата се имплементираат преку општинските организации на Црвен крст и Црвениот крст на град Скопје. Донациите може да се уплатат на сметката на Фондот на солидарност на Црвениот крст на Републикава во Комерцијална банка Скопје, како и 100 денари преку мобилните телефонски броеви 143 400. Донираните средства од хуманитарните акции ќе бидат наменети за обезбедување на храна за помош на ранливи целни групи на население во заедниците во земјата. Следува информацијата од спортот.
Викендов се игра осмото коло во втората фудбалска лига Исток, во која Осогово ќе и гостува на Каменица Саса. Соседско дерби ќе игра и Виничка Слога, која ќе патува во Пехчево на средба со Кидго. В сабота ќе се одиграат надпреварите од осмото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток. Кочанскиот второлигаш Осогово ќе биде гостин на средбата со стариот ривал Каменица Саса. Тој, слично како и нашата екипа, во оваа сезона игра променливо и со 7 бода, колку што имаат жолтосините, но со послаба гол разлика, е едно место подолу од нив. Поради предноста на домашниот терен, но и фактот дека оваа средба ќе влијае на распоредот на табелата, најверојатно каменичани ќе направат се за да ги освојат бодовите. Сепак, и за Осогово, овој надпревар е можност да се постигне поволен резултат, што би значило најмалку бод. По минатонеделната победа на домашен терен против Росоман, кочанските фудбалери се поместија од дното на табелата и имаат шанса да фатат приклучок со тимовите од средината. Средбата во Македонска Каменица в сабота се игра со почеток од 14 часот и 30 минути. Во ова коло, Слога 1934 повторно ќе гостува. По надпреварот во Штип и високиот пораз од Брегалница, виничкиот тим ја прекина успешната низа од предходните кола, па надпреварот со Кидго во Пехчево треба да биде можност за нивно враќање во игра. Во моментот, Кидго има 8 бода, колку што има и Слога, но поради подобрата гол разлика е едно место пред неа. Средбата во Пехчево исто така започнува во 14 часот и 30 минути, а како и онаа во Каменица ќе се игра без публика поради пандемијата од COVID-19. Почитувани, тука ги извршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.